Почитувам председателя на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитувам министер, почитувана македонска јавност. Еве денеска имаме како точка на дневен ред да разгледуваме на кризна состојба која што ни е донесена, односно предлог одлука за кризна состојба која што ни е дадена во 2 члена. Владата дополнително продолжува да го омаловажува ова собрание. Јас цело време предупредувам на тоа од моментот како сум станат пратеник дека извршната власт цело време се поставува над собранието. При тоа понижувајќи го и не давајќи никакви конкретни податоци за тоа што го бара и за тоа што треба ние да го тука легализираме на некој начин. А зошто тоа го прави? Тоа го прави затоа што станува збор најверојатно затоа што владата има скриени намери и некои работи што ги прави не се баш во склад со законите, а најмалку се пак во интерес на граѓаните. И токму затоа не ни се доставуваат никакви податоци, никакви планови, никакви пресметки, за да ние тука ги видиме. Јас не викам дека ние сме експерти и дека ние можеме преку ноќ да се произнесеме за тие работи, меѓутоа во собранието како пратеници, како луѓе кои сме избрани од граѓаните, мислам дека заслужуваме во најмала рака да видиме што и како планира оваа влада да ги троши народните пари и токму затоа бара една кризна состојба во која што ќе може на еден олеснет начин да ги троши и да ги злоупотребува народните пари. И ова не е прв пат да ни се случува да имаме кризна состојба. Од моментот, еве јас како сум станат пратеник од ноември 2021 година, неколку кризни состојби имаме прогласено како собрание и сето тоа е резултат на едно неодговорно владење од страна на владата предводена во тоа време од Зоран Заев, а сега од Димитар Ковачевски. Јас, бидејќи ни се доставува како пратеници да ја разгледуваме оваа кризна состојба, ќе се повикам на Законот за управување со кризи, некои работи да ги подразјасниме, да видиме како функционира, односно зошто се организира системот за управување со кризи. Во членот 1 со овој закон се уредува системот за управување со кризи во Република Македонија, и тоа организација и функционирање, одлучување, употребата на ресурсите, комуникацијата, координацијата и соработката, проценка на загрозеноста на безбедноста на Републиката, планирањето и финансирањето, како и други прашања поврзани со системот за управување со кризи. Системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, нешто што најверојатно во изминатиот период не сме успеале да го предвидиме и да го превенираме, затоа што свесни сте сите дека многу порано, како политичка партија ВМРО-ДПМН и опозицијата, предупредувавме на овие состојби дека може да дојде, дури правевме протести, ако се сеќавате, протести кои што, за жал, од одредени политички структури и кругови беа искористени, злонамерно беа искористени, мислејќи на своите политички поени, не мислејќи дека, односно како да се тие протести прифатат, дека навистина има нешто зошто се протестира и дека сето тоа е во функција на граѓаните и на стопанството. Значи, системот на превенција најверојатно тука ни потврди. Раното предупредување исто така е дел од системот за управување со кризи. Значи, сите овие се остваруваат за да се види за кои состојби предизвикуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди и епидемии или други ризици и опасности кои директно го загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на Републиката. Ние во моментов немаме природна непогода, барем јас не сум слушнал за тоа, епидемија и така натаму. Други ризици и опасности кои директно го загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на Републиката. Тука веќе се поставува прашањето од овој член 1, кои се тие други ризици и опасности што директно влијаат на безбедноста на државата. Дали е тоа неможноста, неспособноста на моменталната гарнитура на власт да обезбеди доволно електрична енергија која што е по прифатливи цени за стопанството и за граѓаните. И дали е тоа
опасност и ризик која што може да влијае на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Значи, предупредувам, ова е многу сериозна работа што во моментов ја зборувам. Уставниот поредок и безбедноста на државата не се категории кои што ние туку така можеме да си играме со нив и кога некој ќе се сети дека некаде не е одработено како што треба, одма да се повикуваме, веднаш да се повикуваме на овие членови, да, постојат тие членови, постои тој закон и можеме да го користиме, меѓутоа ова веќе помина во пракса. И ова треба да се избегнува. Зошто треба да се избегнува, ќе спомнам и подолу. Значи, системот за управување со кризи опфаќа и прибирање на информации, проценка, анализа на состојбата, утврдување на целите и задачите, развој и спроведување на потребните действија за превенција, рано предупредување и справување со кризи. Значи, прибирање на информации и проценки. Можеби ќе се повикате дека да, тоа се случува во цел свет, сите имаат проблеми и така натаму, може и ќе се согласам до некаде со тоа. Во голем дел и ќе се согласам, меѓутоа во добар дел и нема да се согласам, затоа што ние сме биле должни како држава, без разлика дали е ова тело или некое друго тело во прашање, ние како држава мораме да имаме институции кои што ќе бидат на ниво на задачата за да може да ги приберат информациите, да ја направат проценката, да ги изанализираат состојбите и да дадат соодветни насоки, односно напатствија како да се делува понатаму. За да не се доведеме во ситуација да, како минатиот пат, кога од собраниска говорница председателот на собранието не предупредува дека имаме рок за да ја донесеме кризната состојба. Значи, се донесовме во ситуација да мораме да брзаме, да исправаме нечии грешки. И тоа ќе помине. Ние сме свесни дека ние нема да дозволиме нормално стопанството да трпи и граѓаните да трпат. Меѓутоа, да се доведеме во ситуација да во 5 до 12 повторно ги решаваме работите, што не сме си ги завршиле за време на пролет или на летото, мислам дека е несериозно од страна на владата, а па уште по-несериозно и од страна на собранието, затоа што ние тука, како што реков на самиот почеток, требаше да ги видиме овие аргументации, предлози зошто во моментов на Македонија е потребна кризна состојба од овој аспект, значи од електрична енергија. Кога ќе дојде време за топлинската енергија и за неа нешто ќе кажеме. Значи, министерствата, во членот 4 е многу јасно предвидено. Министерствата и другите органи на државната управа учествуваат во превенцијата, раното предупредување и исправување со кризна состојба во согласност со закон каде што се утврдува нивната надлежност. Значи, каде беа министерствата и другите органи да превенираат и да обезбедат информации, односно да кажат во колкави количини е потребна на Македонија енергенси, дали е тоа јаглен, дали е мазут и така натаму, за да се помине одредена состојба која што, за жал, еве, можеби ни и наметната. Мислам дека беа отсутни сите тие институции, министерствата и на крајот на криштата владата во овој момент, како и многу пати досега, се поставува во улога на пожарникар. Владата, значи се случува проблем и владата е пожарникар, владата оди и го гаси тој проблем. Се обидува да го изгаси, наместо да го превенира и да ги води процесите. И мислам дека е несериозно, по не знам веќе кој пат овде ни се доставува ова на разгледување кризна состојба, наместо владата да биде сервис на граѓаните, да ги превенира состојбите, да ги води процесите, таа се става во улога да ги гаси пожарите кои што можеби и самата си ги направила. Во голем дел и самата ги има направила. Сега, како дојде до оваа криза за која што ние денеска разговараме? Во медиумите можеше многу лесно да се прочита, денеска светот го дозволува тоа, да видиме дека па скоро сите лидери на соседните држави, без истакнување на една поединечно, значи сите лидери дополнително се ангажираа во врска со состојбиве кои што ни престојат. Знаеме дека предстои тешка зима, до некаде можеби и пренасилена е оваа реторика. Ние можеби како држава
и најтешко ќе се справиме со овие состојби, затоа што сме најмали. Имаме најмала инфраструктурна поврзаност од сите соседни држави, диспаритетна држава сме во однос на сите држави. Меѓутоа, имавме можност да видиме дека лидерите на соседните држави уште напролет се зафатија со работа и уште од пролета си ја сватија работата сериозно и работеа на зимата која што предстои. И тогаш од страна на нашата влада имаше една изјава, односно од премиерот Димитар Ковачевски, кој што кажа дека да, ни предстои зима. И само видовме една констатација во тој период. Ете се согласи во тој дел со опозицијата и му благодариме за тоа. Меѓутоа, тоа нас не прави срекни. Вие може да носите политички поени, партиски поени ден, два, три, тоа се заборава. Меѓутоа, државноста на било која политичка партија, на било кој политички субјект треба да биде долгорочна. Значи, затоа сме во политика да носиме одлуки кои што ќе носат подобро на граѓаните и кои што нема да бидат ценети од денеска за утре. Значи, премиерот Ковачевски даде една изјава дека да, предстои тешка зима, меѓутоа не се превземаа никакви чекори во таа насока. Едноставно сите знаевме дека ќе предстои тешка зима, ќе ни предстои недостаток на електрична енергија, на јаглен, на газ, но не видовме никакви чекори во таа насока. Вие гледате дека еве минатата година, исто кога се прогласуваше кризната состојба, тогашниот премиер, и зошто го се повикам на тогашниот премиер, затоа што оваа влада е на континуитет. Не беше многу далеку за да видиме како и Зоран Заев истото го правеше, кажуваше дека граѓаните да не се грижат, нема да има поскапување на струјата, секи биде во ред и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, што видовме? Видовме дека имаше еден масовен грабеж во рударско-енергетскиот комбинат во Битола. Имаше состојби кои што излегоа во медиумите, конкретно и кривични пријави кои што беа заташкани на лица кои што беа блиски до тогашното раководство на Социјалдемократскиот сојуз во делот на транспорт на одредени енергенси. И тие беа заташкани. И сега се прашуваме зошто имаме повисока цена. Па затоа имаме повисока цена. Да се работело и да се копало кога требало, да не се увезувало поскапо, ќе била и цената поевтина. Институциите, од друга страна, не функционираат и, според мене, поради пренатрупаноста на кадрите. Во делот на Министерството зборам, кога се повикувам на членот 1 и членот 4 од Законот за управување со кризи, имаме пренатрупаност на администрацијата, има премногу луѓе кои што седат и не си ја работат работата и сега ќе речете да, тоа е наследена состојба, се согласувам. Јас не викам дека ова или она политичка партија е виновна, меѓутоа во изминатиот период, откако е Социјалдемократскиот сојуз на власт, државната администрација зголемена за нови 32.000 вработувања. Ова е податок од Државниот завод. Не сум го измислил јас. Да, била може би пренатрупана и претходна, сега е дополнително пренатрупана. И сега вие имате 90% од луѓето кои што седат и ја работат практично не работат ништо, а 10% од вработените ја работат целата работа. И може би затоа тимовите на моменталното раководство на владата е толку слаб и не е во состојба да успее да ги превенира и да ги превземе мерките кои што се потребни. Имате ситуација каде што директори на овие електроенергетски капацитети, директори, заменици директори, излегуваат на телевизија и застапуваат политички тези, даваат некакви геополитички анализи и така натаму, значи состојби за кои што верувам дека никој од нас овдека што седиме на масава не сме добро упатени, затоа што тоа се работи кои што ја надминуваат нашата и стручна едукација и можеби нашите познавања од состојбиве. Меѓутоа имаме такви директори кои што излегуваат на телевизија, во медиуми, тоа го објаснуваат. Наместо да се зафатат да си ја работат работата, таа што им е доверено од владата, не навлегувам, сте си ги поставиле, меѓутоа нека си ја работат работа за што сте поставени.
Не може да излегуваат секој ден на телевизија и да шират политички тези и политички ставови. Имам забелешка за таа работа. Како резултат на потфрлањето на целиот овој систем на превенција, односно од Законот за управување со кризи, ние денеска, повторно на дневен ред имаме оваа состојба. Во 2020 година клучна врата ставија 6000 фирми, во 2021 дополнително 780, значи некаде над 7000 фирми кои морале да прекинат со својата дејност, токму поради неспособноста на оваа власт и на незините институции. И од страна на вице-премиерот господинот Битичи, минатиот пат ни беше кажано дека тоа е некаков природен процес на работите, фирмите да се затвараат. Неодговорно и несериозно е да тврдиме на овој начин дека со таа леснотија да прифаќаме ако некој вложил, ставете се во ситуација вие да сте некој мал стопанственик кој што од некаде извадил последните можеби пари ги нашол за да почне некаков бизнис, поради одредени ситуации кои што се моментално во државата, луѓето да мора да затварат. И тоа не се една-две, него 7000 фирми се во прашање, кои што затворили. И сега да викате дека тоа е некој природен процес. Не е тука господинот Битичи, меѓутоа можеби треба да се стави малку во улога на тие луѓе, на тие стопанственици. Тоа не се големи значи луѓе со многу пари, тоа се луѓе со малку пари кои што почнале бизниси, меѓутоа токму поради високата цена на електричната енергија, а неодговорноста на владата, тие луѓе затвараат. И сега на кој начин ќе ја решаваме кризата, ќе се задолжуваме дополнително, ќе прогласиме ние кризна состојба, дополнително ќе се задолжиме, ќе издадеме евроврзница, доколку ни ја прифатат, некој да ни ја купи, а според некои информации очигледно и дека и нема веќе кој да ни ја купи, затоа што најверојатно тие од надвор се свесни дека не сме веројатно во состојба да ја поддржиме, и таа евроврзница која што милиарда и пол, која што треба можеби да се издаде, најверојатно и нема кој да ја купи. Дури и да се земе таа, верувајте дека тие пари нема да бидат доволни, затоа што на Македонија требаат околу 2,5 милиарди евра. Понатаму. Сега, ние се доведуваме во состојба да во моментов разгледуваме кризна состојба која што ни е предложена од влада, која што практично доведе до оваа кризна состојба. Не ја превенираше, согласно Законот за управување со кризи, не ја превенираше согласно своите уставни и законски надлежности, и сега таа влада треба да ја извади државата од криза. Никаде во теоријата, никаде не е можно, односно не се споменува дека тој што довел до одредена состојба е тој што треба да ја извади, односно да ја решава состојбата. Секогаш тој што доведува до тешка состојба, тој заминува и на негово место доаѓа друг, кој што треба да ја поправи работата, дали да ја поправи, дали да ја ремонтира, така кажано. Јас мислам дека ни треба на еден генерален ремонт, општо во општеството, а вклучувајќи го и овој сектор енергетиката, кој што е така прилично доходовен, гледаме од страна на, мислам, во изминатиот период можеме тоа да го видиме. Значи, не може тој што немал знаење и визија, што довел до оваа состојба, значи ако имал тој некаков план, концепт, доколку сме имале здрави и непартизирани институции, кои работеле согласно законите, да довеле до овие состојби. Знам дека ќе речете криза е во Европа, Русија ја нападна Украина и сега на некој начин тоа се одразува на Македонија. Да, дело тоа е точно, што се повикувате на тоа, меѓутоа 60-40 да земеме дека е така. Што правиме со останатите 40? Тие паѓаат на нас како држава. Од тие 60 можеме да го дададеме и ова што го кажувате со воведувањето на зелената агенда во Европа, каде што 20 годишни реактори во Германија, прилично нови, беа затворени, термореактори, нуклеарните реактори ги затвараат,
се со цел нели таа зелена агенда на која што и ние, односно вие како влада, брзавте да ја прифатите, брзавте да се додвориме на Европа, а при тоа не водејќи сметка и грижа за нашите собствени капацитети, дека ние не сме во состојба, немаме можност за да го следиме тој чекор. Да, сите сме за зелена агенда, никој не сака да живее во загадена околина и така натаму. Меѓутоа треба да си ги цениме капацитетите или што викаат старите, колку ти е чергата, толку да си ги пружите и нозете. И ние тоа не го направивме. Избрзавме, трчајки по некакви агенди за обновливи извори, апсолутно се согласувам, меѓутоа не проценивме дека тие не можат туку така да ја заменат фосилната енергија, односно јагленот. Вие не можете да имате јаглен дома, не го користите, викате ќе се откажете од него и ќе се префрламе на сончева енергија, на ветар и така натаму. Со односот 1:2, 1:5 дури оди некаде, помеѓу сончевата, термото и ветерот. Меѓутоа, ние во овој момент немаме капацитет тоа да го спроведеме. И сега затоа се враќаме на јаглен, затоа се враќаме на мазут и така натаму. Значи, направивме еден избрзан чекор, кој што еве сега ни се враќа повратно. Факт е дека практично овој недостаток на електрична енергија ќе биде нешто повисоко на агендата отколку тоа да се занимаваме со чиста, односно нечиста енергија. Владата не може да каже дека Елем работи во полн капацитет, односно можеби работи во полн капацитет со тој капацитет што сега го има. Меѓутоа, пред 6 години, ако на годишно ниво се произведувало одредена количина на енергија, и ако таа количина се произведува денеска, по овие пресметки што ние тука ги имаме, на годишно ниво ќе се заштеделе до 250 милиони евра. 250 милиона евра не се мала сума на пари. Пресметете што се може да се изгради со тие пари. Тоа што се плаќа скапо увоз е затоа што не се произведува доволно. И тука истото се однесува и на гасот. Ќе земам збори за втората точка, меѓутоа, еве кога веќе го споменав гасот, погледнете Србија што прави. Србија купува газ од цена од 350, 60, 80, може би ќе оди до 420 во одреден период на годината, после пак ќе падне на 390. Ние не знам по колку ќе го плаќаме, веројатно ќе дојдеме до тој одговор од страна на министерот на следната точка, меѓутоа сигурно нема да биде сигурно ќе биде двојно поскапо од овој што го плаќаат нашиве северни соседи. И тоа е затоа што некој направил на време подготовки за да тоа се случи, а ние тоа не сме го направиле. Значи, секоја состојба има човек, односно институција која што е одговорна, и во моментов за таа состојба во државата е одговорна владата. Владата е одговорна затоа што народот плаќа поскапи енергенси. Ке речете вие да, не се плаќа многу, има субвенции, меѓутоа ајде да видиме што правиме со стопанството. Колкава струја плаќа стопанството и по колку проценти повисока од минатата година? 400-500%. Значи, во моментов ние имаме најнеспособната влада, која што некогаш управувала со Македонија, тоа ќе се согласите со вие, не мора да се согласувате јавно, меѓутоа знам дека сите потајно знаете дека кога ќе ја споредите со било која влада, и на ВМРО, ДПМН, па и на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период, мислам дека кадрите што во моментов ја водат владата, односно Република Македонија, дека се најнеспособните што некогаш управувале со Македонија, и затоа сме нова дереđа. Погледнете го и јавниот долг како сакате, погледнете ги инвестициите, погледнете го здравството, погледнете го образованието. Вчера читам, еве честитки, можам да упатам со доза на сарказам, искрена доза на сарказам, дека дури ќе сме добиели учебници во месец ноември.
Ова не се случило до сега. Така да по сите параметри, да не излегувам надвор од прашањето, меѓутоа по сите параметри имаме најнеспособната влада што некогаш ја водела државата. Сакам да подсетам дека ова е влада на континуитет, која во координација со председателот Пендаровски си носеа вонредни состојби за кои што еве ќе направиме на паралела со вонредната состојба во делот на кризите, односно на ковидот, кога се носеа одлуки од страна на претходната влада, се носеа одлуки за диаманти, се носеше одлука за марихуана, за употреба на парите, промена на името на парите и така натаму, значи работи кои што не беа поврзани со надминувањето на ковид кризата. И сега имате од една ситуација состојби кои што, односно одлуки кои што се носени, кои што немаат никаква врска со кризата, а викаме прогласуваме криза, односно вонредна состојба во тој период, за да ја решаваме дадената ситуација, односно дадената криза. Значи видовме на класична злоупотреба од страна на институциите, односно на владата. Да не префрлам се на институциите. Може би и таму има, не може би, него сигурно има луѓе кои што честно си ја работат работата. Значи, имате ситуација каде што без план, без тендер се набавува одредени материјали. Излегоа извештаите, само ќе ве подсетам до каде одеше, еве ќе искористам еден термин од претходниот премиер за беганоста. Видите, ви имате набавка на маски во една институција за 2,5 денари, а во друга институција за 125 денари. Преголема е разликата. Имате разлика на цени до 500%. Значи, ова се случуваше минатата година или предминатата, значи не зборувам за неколку години, неколку децении наназад. До 500% разлика од институција до институција. Во ист временски период. Понатаму, наместо да се набавува тоа што треба за дадената состојба, ние сме набавувале, еве конкретно за болницата во Тетомос, сме набавиле возило, не знам, скапа марка некоја, со звучници, со кожни волани и така натаму. Значи, ситуација на еден класичен разврат. Не сме се фокусирале на проблемот со кој што никој не знаеше како да се надмине, можеби во тој период. Тежок проблем, прв пат се среќава човекот, односно човештвото со тој проблем. И сега ние наместо да ги фокусираме сите капацитети на решавање на овој проблем, нешто сличен и со овој, можеби денешниот, ние удираме на крадење. Класично крадење. Исто така во дадениот извештај постои, значи нотирано е, ова не е извештај на опозицијата или да го кажувам јас се повикам на тој извештај, дека за сите набавки вика постои слаба документација. И сега во дадена ситуација каде што и договорите се прават во 4 очи и тука да немате, значи, некоја документација, стварно е ситуација каде што на вистина можеби требаат институциите како обвинителство, МВР и така натаму да се позанимаваат со овие состојби. Оти на крајот на криштата, па и не е толку важно, не е од примарно значење, дали ние сега ќе докажеме дека лицето X или Y, нема да именувам, е виновно за нешто. Најважно од се е да се покаже дека нема да дозволиме, односно државата не смее да дозволи злоупотреба на средствата, кои што се доверени од страна на граѓаните. Тоа се даночни пари на граѓаните, тоа не се наши пари. Некој ни ги дал да ние располагаме, односно ви ги дал на вас како влада, да вие располагате со тие средства. Значи, институциите мора да реагираат со цел превенција за воиднина да не ни се случуваат овие состојби. И сега ние во моментов имаме точка на дневен ред, повторно прогласување на кризна состојба поради одредена состојба на недостиг. Погледнете ги клучните наводи од мониторингот на јавни набавки, што вклучуваат. Значи, ова е извештај од Центарот за граѓански комуникации. Значи, не е наш партиски. Ова е јавно, има на интернет. Зголемена е вредноста на договорите склучени низ нетранспарентна постапка со преговарање без објавување на оглас. Вкупната вредност на овие договори во 2021 изнесува 46 милиони, што е за 16 милиони повеќе од 2020 година. Дури 80% од вредноста на склучените договори без објавување оглас им припаѓаат
На кого? На АД Електрани. За овие што денеска дискутираме. Поради кое дојде на оваа состојба? Значи 80% од вредноста на склучените договори без објавување на оглас им припаѓаат на АД Електрани. Ајде, МВР и така натаму, за МВР можем и да разберам до одредена граница. Меѓутоа, за овие за кои што денеска дискутираме, 80% од вредноста на склучените договори им се без објавување на оглас. Институциите не ја почитуваат законската обврска за јавно објавување на известувањата за реализираните договори. Доставени се известувања само за 1/3 од склучените договори. И сега зборуваме за транспарентност. Услушам пред некој ден премиерот Ковачевски, најтранспарентна влада. Овој извештај на Центар за граѓански комуникации, не е ВМРО. 1/3 не доставуваат известување. Зошто? Па затоа што најверојатно станува збор за матни бизнеси. Ако било се во ред, јас верувам дека сите тоа ќе го објавеле на и јавно и транспарентно ќе било. Институциите не се откажуваат од електронската аукција и покрај сите предупредувања дека со неа се поттикнуваат договарањето помеѓу фирмите и корупцијата. Значи не се откажуваат од електронска аукција и покрај сите предупредувања дека со неа се поттикнуваат договарањето помеѓу фирмите и корупцијата. Многу убаво напишано и јасно. Комисиите за јавни набавки во речиси секој втор тендер отфрлале понуди на фирмите како неприфатливи, со што се отвара сомнежот дали ваквото постапување е со намера да се намали конкуренцијата и да се обесхрабрат понудувачите да учествуваат на тендерите. Цели комисии станува збор, не станува збор за владин функционер, раководител на некој сектор и така. Цели комисии, че зборуваме за еден цел систем. Комисиите на секој втор тендер ги отфрлале. И зошто ги отфрлале? Секој втор. Очигледно е дека на овој начин се сака да се обесхрабри тој што конкурира. Едноставно да си каже, џабе ќе конкурираме, се е наместено, ако немате партиска врска, ако немате пријателска врска и така натаму, не вреди да се конкурира. И со тоа на овој начин се стимулира корупцијата, се намалува конкурентноста и на крајот на криштата се намалува општествениот производ во Македонија и се нарушува практички животниот стандард на граѓаните. Управните контроли на тендерите од страна на Бирото за јавни набавки ниту трета година од воведувањето не успеваат да се наметнат како механизам за откривање на незаконското постапување и злоупотреби. Еве трета година, тоа СДСМ го има воведено. Меѓутоа, ниту во 2021 година нема поднесено ниту една прекршочна пријава до надлежниот орган или пак доставено известување до јавно обвинителство за одредени наоди. Значи, Бирото за јавни набавки е нем посматрач, нем наблюдувач, се извинувам на србизмот, на состојбите. Сте го вовеле ко механизам, го имаме во системот. Меѓутоа нема ниту една пријава. И мислам дека ова треба да го слушнат колегите од власта, од парламентарното мнозинство. Ова не е за владата, затоа што очигледно е дека нешто сме вовеле, а никој не е во состојба да го спроведе. И очигледно е секаде каде што имаме финансиски, каде што имаме замешано лица кои што може да одговараат заради финансиски принадлежности, заради финансиски злоупотреби, очигледно тука ништо не функционира во државата. Во овој момент зборувам. 62% од фирмите признаваат дека постои меѓусебно договарање на тендерите. Фрапантно. 62%. Че повеќе од секоја од втора признаваат дека има договарање со тендерите. Учествувал, договорил тендер и признава дека има договарање на тендерот. Гледате до каде отиде на работа. Си признаваат луѓето, не кријат дека договараат тендери. Ова треба да не загрижи сите. Сега вие ќе викате, да, овие се од опозицијата, може да се зборуваат, нека се зборуваат, ние ќе си го тераме. Да, меѓутоа ова е проблем. Ова е голем проблем затоа што, реков пред малку, на овој начин се уништува конкуренцијата. Тие што вредат,
тие што имаат капацитети, што вложиле одредени финансиски средства, затоа што не станува збор за големи фирми, кои што на овој или на оној начин ќе се спасат или ќе претрпат оваа криза многу полесно. Станува збор за помали фирмички, кои што едва врзуваат крај со крај. И сега вие му давате предност на некој. Овој другиот тамо што вложил се, на крај ќе изгуби затоа што нема врска во партија или нема некоја роднина. Па не може така да оди напред општеството. 51% од фирмите сметаат дека има корупција во јавните набавки. Најголем дел од нив сметаат дека врските се најчист облик на корупција. Само 6% од фирмите изјавиле дека секогаш или често се жалат, внимавајте, до Државната комисија за жалби по јавни набавки во случаите кога не се задоволни од начинот на постапување на договорните страни на кои што учествувале. Зошто е тоа така? Затоа што не веруваат во системот. Значи, само 6% поднесуваат пријави, односно се жалат. Луѓето едноставно имаат изгубено вербата во системот. Продолжува незадоволството на фирмите од комуникацијата со договорните органи кои ги спроведуваат тендерите. Само 31% од фирмите ја оцениле оваа комуникација како навремена и квалитетна. Значи, секоја трета фирма кажува дека нема добра комуникација со нашите, со државните органи. Мислам дека ова се фрапантни податоци и треба да се земат сериозно во предвид, посебно во делот на зборувам од страна на парламентарното мнозинство. Не од владата, туку од парламентарното мнозинство. Кога се носат прогласување на кризни состојби, треба да имаме во предвид што кажува законот. Законот вика се носат кризни состојби до 30 дена, значи во важење од 30 дена. Иако, еве ова го разговаравме дури и со професорката Гордана Сијановска-Давкова, законот за кризи никаде не е споменат, односно кризната состојба како категорија никаде не е спомената во Уставот. За него имаме закон. Па ајде на некој начин ќе се повикуваме на овој закон, иако тој закон мора да биде во склад со Уставот. Уставот не препознава кризна состојба, препознава вонредна состојба, состојба за која што нема закон. Мислам дека нешто во одредени министерства се работи на тој план, тоа го поздравувам и дај Боже што побрзо е да успееме да го донесеме. Што повеќе работи прецизираме и ги ставиме во законска рамка, мислам дека ќе биде подобро. Тоа е едната работа, друга страна е како ќе ги имплементираме и колку ќе ги имплементираме. Меѓутоа, еве го, ќе се врземе за законот. Законот вика рок од 30 дена. И сега, кој на нас ни дава право, како парламент, да ние тие 30 дена да ги пролонгираме на 6 месеци? Оти, така е по предлогот, што ни е доставен. Ние треба сега 6 месечно да ги дадеме можност на владата да ги троши народните пари во услови на кризна состојба, значи да договара нешто во 4 очи, да преговараат за трошење на парите, без многу некој да има увид во тоа. Затоа што ние реално немаме увид. Нити гледаме проценка, зошто ја носиме оваа кризна состојба, едноставно претпоставуваме дека ќе биде така, затоа што цел свет вика дека е така, чувствуваме дека можеби не можеме да се справиме со состојбите, односно вие чувствувате како влада, ама на нас како партеници не ни давате можност да видиме. Тоа ние што следиме од медиуми и сега ние мислиме дека така ќе биде. Меѓутоа на хартија не гледаме ништо. Не гледаме во моментов која е состојбата, каква ќе биде за 2 до 3 месеци, како планираме да ја надминеме оваа состојба, од каде ќе увеземе јаглен, од каде ќе купиме струја, по колку ќе го купиме тоа. Тоа не го гледаме. Едноставно, ние само треба да кренеме овдека раце и да кажеме, во ред Владо, ви веруваме. И па како да ви веруваме, сите овие работи што ги прочитав предходно, и во делот на вонредните состојби, а ќе видиме понатаму и на други работи, како да веруваме дека владата нема да ги злоупотребува средствата. Гледаме веќе дека има злоупотреби. Злоупотреби за кои што, за жал, прочитав, нема ниту една пријава од надлежните институции кои што се должни да ги пратат овие состојби и да бидат коректор на владата. Меѓутоа, очигледно е дека се е ставено под капата на една структура која што има тотална доминација во државата, структура која што има интерес
за лично богатење, а нема интерес за граѓаните или за стопанството. Заради неодговорноста, односно заради криминалот на Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ, па и алтернатива, ако не се лажам, во кои што имаат дел од енергетскиот сектор, кои што го водат, фирмите плаќаат дупло повисока цена на електрична енергија, тие се приморани да ги затвораат капацитетите или да отпуштаат вработени. И такво нешто имавме во изминатиот период, го видовте дека многу фирми затворија, големи капацитети, Бучим, Боров дол, значи капацитети кои што хранат семејства, луѓе кои што ќе останат на улица и кои што дополнително може да ни бидат проблем од социјален аспект. И ова пак не го гледам од партиски аспект, го гледам од државен аспект. Се доведуваме во состојба, односно ја доведовте состојбата, да луѓе ни останат на улица, испуштени од работа, и немаме начин како да ги вратиме. Значи нема план. Немаме мерки, да речеме, да во ред, може би овој капацитет ќе затвори, не сме во можност да му помогнеме, како што кажуваше Заев, нели, па ајде овие маливе компании 6-7 па нека затворат, нека пропаднат. Тоа е една социјалдемократска реченица, што ми останува до ден денеска да ме остава немирен, како може премиер на држава да рече ќе ги оставиме овие фирми да пропаднат. Како тие да се на одредена структура, на одредена партија. Ги пушти едноставно фирмите да пропаднат. И сега, ако имаме веќе од една ситуација Бучим или такви некои капацитети големи, кои што можеби не се во состојба да продолжат да работат, да видиме кој е планот на владата, како ќе им помогнеме на овие луѓе. Ние мерки не гледаме, а зборуваме за кризна состојба. 2 члена е одлуката. Да и дадеме можност на владата да располага со народните пари. Толку. А не е само Бучим. Можеби ќе има и други капацитети. И веројатно и ќе има. По тоа што сите имаме контакти со одредени бизнисмени, луѓе во стопанството, кои што кажуваат дека по 400 до 500% и безголемена сметката за струја. 400 до 500%. И сега како тие луѓе ќе обстојат, како ќе успеат да дадат плата, како ќе успеат да платат придонеси на вработените, како во најмала рака ќе успеат да ја задржат конкурентноста во однос на другите. Зошто? Па затоа што вие кога плаќате по висока цена на струја за производство на одреден производ, а овој што е во Албанија, во Србија, во Бугарија, во Грција, плаќа помала сметка на струја, има помали расходи, логично е дека неговиот производ, кој да е, ќе биде поевтин од овој што вие го произведувате како држава, односно како капацитет стопански, индустријски. Со самото тоа, за неколку месеци, со падот на конкурентноста, ќе морат тие луѓе повторно да бидат отпуштени од работа. Ќе бидат отпуштани од работа и ќе ни направат социјален проблем дома. Дома во државата ќе имаме социјален проблем, доколку овие проблеми не си ги решиме. И тоа го знаете, јас знам дека го знаете, меѓутоа прашањето е колку сте заинтересирани да ги решите овие проблеми. Затоа што една работа е она што го вика премиерот Ковачевски, јас знам дека ќе има криза, а друга работа е да се зафатите да ги решавате проблемите. И мислам дека ова што го прави владата во овој месец, во септември, че веќе сме есен, не дека веќе доцниме, додите вие да преговарате, еве да кажеме, за струја со Бугарија, преговараме за струја со Бугарија, бугарите ни викаат во ред, ќе има струја за вас, ние викаме одлично, промоција правиме, пиар на телевизија, меѓутоа не кажуваме по која цена. Зошто? Затоа што не можеме да се договориме по која цена. Нема малку логика ова целата работа. Сме се договориле, а не знаеме што сме договориле. Истото се случува и со Република Грција. Сме договориле јаглен дека ќе увеземе, јаглен кој што е
неколку пати, односно не неколку пати, него за одредена енергетска единица покалоричен од оној што ние можеме да го користиме во нашиве капацитети. Меѓутоа, прашање дали е тоа така. Дали е со тие енергетски потенцијали или е со помали енергетски потенцијали, а се плаќа поскапо. Еве тоа ќе видиме. Може би после промената на власта ќе се утврдат некои работи. Не сакам да обвинувам, не сакам да бидам сватен погрешно, меѓутоа ќе видиме. И сега тука сакам да направам уште една паралела, спомнувајќи Грција и Бугарија. Македонија се наоѓа во една тешка ситуација на негација на македонскиот идентитет. Тешко. Значи, тешка ситуација, тоа и колегите од Социјалдемократскиот сојуз многу добро го знаат, иако не го признаваат. И имаме состојба каде што бараме помош токму од Бугарија. Бугарија која што не го признава постојањето на македонскиот јазик, нота прати до Европската унија, дека не признава, нота, документ. И покрај тоа што ние еве како добри соседи испративме нота дека нема да ги нападнеме. Нашите сојузници, нашите браќа од Бугарија и така натаму. Дека ние како држава немаме територијални претензии. И сега имаме ситуација каде што ние се молиме на бугарите за помош во оваа ситуација. Гледајте колку оваа состојба може да биде злоупотребена политички од страна на бугарите. И мислам, тој момент требаше да го види оваа влада. Тие се наши сојузници, меѓутоа тие нас не признаваат. Не ни го признаваат јазикот, не признаваат како македонци. И сега ние ги молиме. Тоа е за мене равно на национално понижување. Има многу други држави, пријателски, кои што можат да ни помогнат. Косово има јаглен. Има големи наоѓалишта на јаглен, има Албанија јаглен. Може да се разговара и со Србија. Гердап произведува струја, може би, неколку наши река. Не сум енергетски експерт. Меѓутоа, ние одиме да ја молиме Бугарија. И сега Бугарија таму ни вика, да, ќе ви дадеме струја, ма не ви кажуваме по која цена. На некој начин чека да види докаде сме ние подготвени. Дали имаме можност да побараме од друго место, или пак ќе се вратиме кај нив. И ќе ни оценуваат. И сега, ако Бугарија ни даде цена помало од берзанската цена, тука ќе се направи една пиар стратегија дека еве нашите браќа од Бугарија, кои што патем не признаваат никако македонци, ниту јазикот не го признаваат, дека ете колку се грижат за нас. Абе не проаѓа луѓе тоа. Не проаѓа. Сето тоа е математички пресметано од нивна страна. Значи мора да се најдат други можности. Други опции мора да разгледуваме како држава зборуваме. Мора да се води сметка на овие работи. Јас ги почитувам бугарите како народ. Меѓутоа, континуитетот на оваа нивна политика негаторска кон Република Македонија не можам, а да не ја осудам. И сега додам да ги молам за струја. Мислам дека е недостоинствено тоа што го правиме, односно го прави владата. Со енергетската криза и неспособноста да се справат со неа Димитар и Васко Ковачевски, значи ја фрлија државата на колена, го донесоа и стопанството и граѓаните во целосна несигурност од состојбите со недостаток, но и на висока цена на струјата. И сега таа неспособност секој ден ја плаќаме со затворени компании, за што зборував, по стотици вработени, бидејќи цената на струјата е висока и не можат да го издржат притисокот за да работат рентабилно. Договорот за набавување на електрична енергија од Бугарија ќе чини по 2 милиони евра на ден, ова се пресметки некои што ние ги имаме, или за периодот за кој што еве го склучувате, договорот од 3 месеци ќе биде над 360 милиони евра. Ако биде таа цена која што од прилика веќе излезе во јавност. Доколку работеа со полн капацитет, РЕК и Осломеј, како и ТЕЦ Неготино, наредните месеци државата ќе заштедеше над 150 милиони евра. Да беа способни фирмите, сега ќе плаќаат дупло поевтина електрична енергија
Но, очигледно е дека власта не ја интересира такво нешто, туку ја интересираат само бизниси, тендери и нормално пари. И целата таа неспособност ќе си ја плати граѓанството, односно граѓаните ќе ја платат на државата. Значи, за да ја поминеме оваа зима, на државата ќе бидат потребни повеќе од половина милијарда евра, а за наредните 2 години за справување со енергетиката, но и економската криза која што следи, ќе бидат потребни, како што реков, 2,5 милијарди евра. Набавките за јаглен се нетранспарентни, договорите се скриени. И еве тука еден пример кој што мислам дека и пред некој ден беше споменат. Јавноста беше запознаена и ова, пак ја речем, ова не е нешто што го извадило ВМРО во јавност, ова е надпис од Призма. Призма, знаете дека така се по-неутрални од некои други, да кажеме. Ви имате во 2 ново формирани микрокомпании, веќе трет месец учествуваат во спасувањето на Македонија од последиците на светската енергетска криза преку милионски договори склучени со државната компанија Електрани на Македонија за увоз на јаглен за рек Битола. Тие се склучени во планот на државата да го зголеми домашното производство за струја за 20%. Кога станува збор за набавките на јаглен и на други енергенси, представници на електростопанство не пропуштаат енергично да нагласат дека компанијата спроведува транспарентни постапки, иако не била законски обврзана на тоа. Јајте докаде оди дрскост. Известуваат, меѓутоа не биле законски за тоа обврзани да известат. Трошиш нешто што не е твое и известуваш, иако не си обврзан. И сега за тоа треба некој да ве награди. Тоа е дрскост. Транспарентноста со која се гордее компанијата, како најголем огласувач ја снемува кога договорите за увозот треба да се објават или да се овозможуваат во нив како податоци од јавен карактер. На 11 август, повејкувајќи се на Законот за пристап до информации, одредена агенција, новинска, нема да ја споменувам, достави барање до државната компанија за увид во договорите склучени со компаниите Енергија X и Quantum Solutions, кои заедно со албанската фирма High Towers биле избрани на јавниот повик на ЕСМ за набавка на јаглен за комбинатот во Битола, распишан на 31 март, а затворен на 13 јуни. Значи, за се сме транспарентни, меѓутоа за овие 2 фирмички, микрокомпании, за овие нема известување. Од 550.000 тони, колку што треба да се достави со оваа набавка, 100.000 тони треба да испорача Quantum Solutions за 6,3 милиони евра. 50.000 Енергија X за околу 3,2 милиони, а остатокот е обврска на албанската фирма. Законскиот рок, кој што го доставила оваа компанија, истекол на 31 август, значи транспарентниот Васко Ковачевски, но одговор се уште нема. Електростопанство ниту го одбило, ниту дало било какво образложение. Видете која леснотија. Не ви одговара. Едноставно, дали е така или не е така, вие толкувајте си. А станува збор за народни пари. Не станува збор за пари кои што некој му ги оставил во наследство. Приватни пари, па да не е должен да образложува. Народни пари, милионски суми. Зошто е тоа така? Затоа што овие 2 микрокомпании се формирани откако е распишан тендерот. Значи се распишува тендер, си тече, и после тоа формирате 2 микрокомпании, кои што ниту имаат канцеларии на двете скопски адреси, кои што немаат, односно канцеларии на двете скопски адреси што ги навеле, а во двете се јавува ист ко-собственик. Значи 2 фирми со ист ко-собственик. Тетовчанец, Алибер и Браими. Ниту тој, ниту другите што биле вклучени во собственичката структура, не биле запознаени со енергетската дејност. Значи фирми кои што немаат никаква врска со енергетската дејност, 2 различни со ист ко-собственик. Ова не го кажува ВМРО, ова е излезено на
9. 19. септември на 360 степени. И од таму е земен овој текст. Додека договорите се кријат, во мистериозните компании се менува сопствеништвото. Според податоците од Централниот регистар, кога се формираше компанијата Quantum Solutions на 31. март, нејзин единствен собственик и управител бил Алибер Ибраими, човек што е вклучен во повеќе компании што се занимаваат со живинарски бизнис во Полошкиот регион, без видливо искуство во енергетиката. Човек кој што нема никакво искуство во енергетика, склучува договори за да ја вади Македонија од енергетска криза. Има ли некоја логика оваа работа? Освен финансиска. Јас не гледам друга логика. Ако грешам, поправете ме. Од 11. август, ко собственик станал известен Лазар Кимов, за кого нема други податоци, освен поврзаноста со оваа фирма. Управител останува Ибраими. Втората фирма, Енергија X, Ибраими ја основал на 5. мај, заедно со скопјанката Ана Христовска. На 22. август, местото на Христовска како собственик и како управител го презема Ристо Чокрев, познат поранешен ракометар и спортски работник. Чокрев не одговорил на повиците од оваа компанијава што сакале да прашаат. За оваа Христовска и за Кимов, кои што располагаат со 6,3 милиони евра, 3,2 милиони евра, значи 10 милиони евра, нема контакт. Државни пари, луѓе кои што располагаат со државни пари, 10 милиони, ние немаме контакт за нив. Не можеме да ги најдеме во државата кои се. Не ние, новинарите, да ги прашаат. Мислам дека овде има сериозни индиции за криминал, многу сериозни индиции за криминал, и ова јавното обвинителство мене ме чуди што досега не реагираше. Меѓутоа, добро, сега ако се земе во предвид дека кој е на чело на тоа јавно обвинителство, мислам дека можеби моето чудење ќе е пренасилено. Имајќи во предвид дека него го раководи еден Љубомир Јовески, експонент на власта, не е ни чудо што нема истраги за овие работи. Трагично е што државата ни се наоѓа во тешка криза, не знаеме како ќе излеземе од оваа состојба, че не знаеме. Трошиме енормни суми на пари со фирми кои што се регистрирани после објавувањето на тендерот. А никој не реагира. И сега очекуваме народот да ни верува, вие како власт очекувате ние опозицијата да дадеме подршка на овие работи. Јас, како пратеник, нема да дадам подршка за ваков начин на однесување. Јас сум кажал, се што е во интерес на граѓаните, без разлика дали доаѓа од власт, од опозиција, од надвор, дали некој нешто ќе предложи, ако е во интерес, нормално дека ќе поддржиме. И логично е да се поддржи. Меѓутоа, вакво нешто не треба да се поддржи, вакво нешто треба да биде осудено и институциите да бидат повикани да интервенираат. Гледајте Васко Ковачевски што изјавува. Јагленот можеме да го набавиме и без објава на тендер, но заради транспарентност, конкурентност и заради исполнителност на договорите, ние вршиме набавки. Вршиме објави и за јаглен, и за мазот, и за електрична енергија. Отколку неколку пати истакнал дека нема ништо незаконски со договорите, тој додаде дека ќе било незаконски да ги одбијат двете компании, без разлика дали биле формирани, како што вели, пред 3, 5 или 15 дена. Го оправдува ова што го зборувам. Немам коментар понатамошен по однос на тоа прашање. Мислам дека е скандалозно ова што го изјавува еден директор кој што бил и пратеник и вака да се однесува, значи кон институцијата која што му е доверена на раководење, да вакви изјави да дава. Требало барем малку да го подготват кога веќе крадел, кога веќе правеле некои незаконски дејанија, да најдат друг начин како тоа да го обелодени на јавност. Ова е дрско, ова е безобразно што го прави. Понатаму, во последниот период беа актуелни кражбите на електрична енергија. Значи има огромни губитоци
по системот и сите бевте сведоци за една истрага која што се спроведе доле во градскиот трговски центар од едно лице кое што е во тоа време беше сојузник на власта, кој што си копало биткоини. А цената што била направена во тој период од неговиот, односно од дивото приклучување, ја делеа сите собственици на дуќани. Интервенира полиција, нормално, брзо реагира, и јас им честитам за тоа, меѓутоа што се случува? Во еден момент полицијата се повлекува. И никој не знае зошто. А се прават огромни штети, огромни суми значи се одлеваат на незаконско копање на биткоини, па и на други работи. И не е само таму. Има информации дека тоа се случува и во одредени училишта, во одредени болници. Немам податок да кажам дали тоа така или не, меѓутоа постојат такви податоци. И сега некој треба да го надокнади тоа. Владата има агенда да штедиме, да гасиме светла, а од друга страна имаме енормно трошење на струја за копање на биткоини. Имаме средства, имаме региони цели кои што не плаќаат струја. И таа струја некој ја покрива. Мислам дека е некоректно ова што се случува. И ова е незаконски вака да продолжи. Владата мора да најде начин како сите овие работи, значи ако не нашла начин да ги превенира, тогаш да најде начин како да ги надмине овие состојби. Тешко е времето, криза е, меѓутоа криза е за сите граѓани. И не може некој да ќари, односно да печали, затоа што е со власта, затоа што власта му овозможува тоа да го прави, и затоа што утре можеби ќе донесе некој глас плюс. Тоа не е начин на кој што треба да се однесуваме кон политиката и кон демократијата. Сега ќе речете, овој врзува крадење на струја со демократија. Да, затоа што овозможувајќи им на одредени структури тоа да го прават, после се мешаат во изборите, во изборните резултати. И тоа е голем проблем. Имаме рекордно најниско производство на електрична енергија и поради тоа се случуваат загубите во Елем, додека во исто време има огромни фиксни трошоци. Ова го кажуваат експерти, не го кажувам јас. Тоа што го реков на почетокот дека либерализацијата која што е направена, и тоа и минатиот пат и се спореше и со вице-премиерот Битичи, дека таа е довела до повисока цена, до посиромашно граѓанство и дека навистина немало потреба да се брза со либерализација. Нели ќе се напуштаат термоцентралите и така натаму. Меѓутоа, еве има еден показател за неспособноста, односно за неодговорноста веќе. Тука веќе не станува збор за неспособност. А ако не сте способни, ќе ве видат година, две и ќе ве тргнат. Меѓутоа, ви имате неодговорност, имате парк во Богданци, ветерен парк, кој што 5 години, таа втора фаза не е завршена. Че 5 година. Тука е веќе неодговорност во прашање. Зборуваме дека ќе воведеме ефтина струја, односно струја од обновливи извори, а 5 година паркот, втората фаза, стои во место. Производната цена зависи многу од тоа колку сте произвеле, односно во моментов се произведува историски најниско ниво до сега. Минатиот пат имаше реакција и од власта и од опозицијата, се кажува бројките. Јас овие бројки ги имам во табела, во интерес на времето, да не ги преповторувам. По години ги имам, меѓутоа само сакам да споменам дека 40% имаме намалување на производството. И ако Елем бил оставен во 2017 година со пари на сметка, 35 милиони, сега е загубар. Сега државата испумпува пари во тој комбинат.
односно во таа компанија, се извинувам. Од 2017 производството е мало поради немање на јаглен, треба да се прават огромни трошоци за копање на јаловина, за да се дојде до мала количина на јаглен за работа поради веќе експлоатиран рудник. Модернизацијата ќе значеше поголемо производство, модернизирана опрема, односно продолжување на векот на опремата, подобра екологија и трошење на многу помалку јаглен. Ако во 2008 за производство на 664 гигавати било потребно 1.000.000 тони јаглен, со модернизацијата на висококалоричен јаглен ќе беа потребни околу 350.000 тони. Не ќе беше само таа придобивката, ќе се трошеше многу помалку мазут и многу помали трошоци ќе имаше. Посебна приказна се трошоците по години ако се анализираат. Ова за река Осломе Кичево. Меѓутоа, во оваа ситуација ние имаме власт која што не води грижа за модернизација, а дури нешто ако се модернизира, не се става во функција за да може да се продолжи со постариот начин. Значи, луѓе да крадат на транспорт, да крадат на увоз и така натаму. Не би ги читал бројките по години, за да не одземам време. Понатаму, јас реков на самиот почеток дека не видовме план, че немаме пресметка колкави трошоци на ископ во однос на произведената електрична енергија во Битола. Дали тие растат, дали се намалуваат покрај оваа купена механизација или модернизирано. Очигледно е дека надворешни фирми се приоритет таму да работат, а не постоечките капацитети да се искористуваат. Правиме капитални ремонти, барем такви се известувањата што гледам по медиумите, пак речем ние кооперативници немаме никаков материјал добиено за тоа. Може би и не треба со детали да бидеме замарани, меѓутоа треба да имаме еден увид, затоа што се работи за ситуација која што е прв пат во Европа се случува после Втората светска војна, тешка. Меѓутоа ние тоа во моментов не го гледаме. И тука има една дискрепанца која што ја има изјавено Васко Ковачевски, односно немаме отчет за околу 18 милиони евра. На официјалната страница на ЕСМ стои податок од 170 милион евра, што ги има добиено, односно ги имаат потрошено, но кога ќе се собереле официјалните математики, отчет има само за 152 милиона, значи 18 милиони фалат. И тука мислам дека господинот Васко Ковачевски треба да даде отчет, затоа што 18 милиони не се мала сума. Ние, како држава, во моментов, зборувам за бизнисот, за стопанството, плаќаме поскапа струја од Србија за 38%, од Косово, од Турција дури 66%, од Босна 70%, од Црна Гора 82%, Хрватска 12%, Словенија 18,5%. Ова се бројки од пред месец дена, може би сега горе-доле и да се поместени, меѓутоа факт е дека бизнисот плаќа најскапа струја. И ние се доведовме во ситуација да, Босна ако произведува струја, има добар хидропотенцијал, Босна извезува струја, држава која што не е ниту НАТО, ниту е членка на Европската унија, се доведуваме во ситуација да ги молиме бугарите да ни дадат струја, да ги молиме грците да ни дадат јаглен. Нормално тука е председателот на Србија кој што во секој момент користи можност да ни помогне, што јас мислам дека не треба да биде случај, мислам дека треба да бидеме доволно мудри, паметни, не алчни, за да си ги спроведеме нашите обврски кои што ни се доверени од граѓаните, а не да молиме од соседите, затоа што, реков, секое молење на соседите има и политичка димензија, и таа политичка димензија после ни се враќа на внатрешен план и ни се создаваат, може да ни се создадат одредени ситуации кои што не и носат добро на државата, генерално. И ова не го кажам во завиткана форма, ова намерно вака го кажав, мислам дека ме разбравте што сакам да ви кажам.
Денеска владата повторно, значи со наши пари, односно со пари на граѓаните, ќе прогласи, односно бара прогласување на кризна состојба од страна на парламентот. Не кажуваат со колку пари ќе среда таа криза, значи ќе дадеме пас, ќе гласаме за нешто што не знаеме што е. Кажуваме дека граѓаните им се субвенционирани сметките. Демек, не се грижете граѓани, ќе има за вас поволности или покачувањето ќе биде многу мало, затоа што владата ќе субвенционира, не баре владата има своји пари, не баре Димитар Ковачевски има своји пари и од неговиот джеп спонзорира и им дава на граѓаните, и ова треба да го знаат и го знаат граѓаните, дека сето тоа се прави преку задолжувања на идните генерации. Значи, нашите деца, нашите внуци се задолжуваат и еден ден тој долг расте и еден ден тие деца, како што ја сега и ние, наша генерација, зборуваме за претходните генерации што не направиле тоа или тоа и не оставиле ваква држава каква што ни оставиле, секој може да цени каква е, утре ќе се случува истото и за нас. И за нас утре нашите деца, нашите внуци ќе зборуваат зошто сме задолжени, зошто плаќаме за некој што во даден момент не си ги вршил своите обврски и наместо да си ги вршил, тој дополнително и крадал. Јас нема да имам образложение на идните генерации, тоа да им го објаснам. Сега вие ќе речете да, па тоа секојаш така било. Не знам дали било така, дали Македонија по овие економски параметри некојаш била повисоко задолжена од сега, да има толкава инфлација. Јас барем не се сеќавам, ете во мојот животен век да имаме 16% или колку е веќе инфлацијата, зборувам општата инфлација, генералната, да не зборувам за оние основни продукти, млеко, месо, кашкавали, не знам, така натаму, зејтини, таа веќе 50-100% отиде нагоре. 60-40 рековме односот. Може би дел е увезено, меѓутоа добар дел и поради одговорност, односно неодговорноста на власт. Значи, со субвенционирањето владата повторно прави некој еден социјалистички модел, како така да го наречам. Не се грижете, ќе ви дадеме, ама ќе ви дадеме од парите на идните генерации. Ова е популизам и ова што можеме да го видиме и го гледавме во изминатиот период се овие хавари што се случува во рударско-индустријските комбинати, електрични комбинати. Веројатно тие ќе продолжат сервисирањето, односно ремонтите од она што го знам. Дел сега се сервисира во септември, дел ќе се сервисираат во октомври. Нешто што по мене требало да се направи можеби на пролет, на есен, односно на лето, тогаш кога се помали потребите за електрична енергија и кога не морат сите капацитети да бидат уклучени. Друга страна е таа што хидропотенцијалот на државата е испразнет, значи да, суша е неколку време, меѓутоа имавме ситуација каде ќе ве потсетам на една изјава на еден поранешен вице-премиер, госпоѓа Шекеринска, која што во екот на предизборната кампања за овој парламентарен состав зборуваше дека Македонија е горда што е веќе на правите патеки и дека Македонија извезува струја. Извозот на струја го гледаме и деновиве преку објави на, јас викам, не сум енергетски експерт, не ја разбирам оваа проблематика, само генерално ја следам. Меѓутоа, точно по бројки беше дадена зошто, односно како се продаваат нокните вишоци од државата, наместо да бидат дадени на стопанството, да бидат понудени најпрви на стопанството, па ако треба и по некоја субвенционирана цена и така натаму, не навлегувам тука, за да ги заштитиме работните места, да ги заштитиме семејствата, утре да не останат на улица, а не да преку одредени компании во соседството да се обидуваме да правиме злоупотреби со тие ноќни вишоци. Ќе речам, ако сакаме заштедување, тогаш ќе треба да скратиме на се, ако прогласуваме кризна состојба,
ќе нема да има прослави на Демократската унија за интеграција, ќе нема да има 240.000 евра за историската комисија, да мене обезличуваат, вас да ве обезличуваат. Не треба за тоа пари. Ако кратиме, да кратиме. Јас во интерес на времето нема повеќе да должам. Само ќе сакам да се повикам на членот 1 кој што го споменав на почетокот, кога се прогласува кризна состојба, и ќе го парафразирам, ќе ми дозволите, каде што јасно се споменува дека се прогласува кризна состојба во услови на елементарна, односно природна непогода, и мислам дека владењето на оваа структура на власт е рамна на природна непогода за македонското стопанство и македонската држава. Ќе помине кризната состојба, меѓутоа и самите сте свесни дека излез од оваа криза се само предвремени парламентарни избори. Ви благодарам. Благодарам. Следна за збор